Рече дека ако дојдеш ти во болницата има да се мачиш на вратата и лично да знаеш дека јас лично ќе ти ставам некоја инекција таква за да умреш пред вратата да преташ. Во самата полиција во МВР во кај нас во Кочани е известена полицијската станица, имат и записник направен од неа. Моето дете со болки однесено на брзата помош во Кочани не беше ниту примано, ниту прегледано. Родители сведочат за грубото однесување на докторка на итната помош во Кочани, случај кој изминатите денови ја потресе целата јавност. Револтирани од арогантноста на докторката апелираат да се преиспита кадарот вработен во болницата, со цел да не трпат пациентите кои имаат потреба од медицинска помош. Моето дете не беше примано на една медицинска помош, каде што не можевме да земеме упат и да се качиме во службите на детско одделение, поради докторката дивна. Не знам од кој причини, јас кога дојдов таа се криеше, повика полиција, јас не може да видам неа, не може да плаша, не се стапил во контакт со неси. Прегрупо однесување, преарогантно, незиното место дефинитивно не е тука. Јас се кажав, значи викнете на директорката да ми каже некој зашто не ми давате упат, зашто не кој да го прегледа моето дете. Незиниот одговор беше викни кој сакаш, ајде што чекаш, оди викни. Не знам како може во една болница, во државна институција да работи таква личност, не би ја нарекла докторка. Не би ја нарекла докторка во никој случај. Потресни приказни и сведоштва раскажуваат и други граѓани од Кочани и околината кои имале проблеми со докторката на итната помош во Кочани. Некому татко на друг син, третиот сам вклучен во целата ситуација. Сите велат дека односот на докторката кон пациентите е крајно неприфатлив. 4 месеца беше повикана да укаже лекарска помош дома. Ќерка ми беше сама со синчето. Паднал е во безсознание и докторката ја е немало половин сат и повеќе да стигнат кај нас. Ја дојдела 5 минути сигурно или 10 негде, се расправала право со неа, зашо ќерка ми ја речела дека сте немаме половин сат и она почнала да се однаса недолично. Добро луѓе, ние сме екипа, треба да се собереме. И ако си толку била брза, требало да го качиш и да го донесеш. Во август месец доваѓам со стомачни болки на болница и таа ми вика, ако сакаш да те боцкам кетонол, ако не иди дома. Јас си тражив упот да ме прате негде на испитување. Пошто сумјав да не е степот треба или било што, самиот сум. И она рече, сега нема нигде да те пратам, ако сакаш да те боцкам кетонол, уред, ако не, оди си дома по утре, тражи чаре од друга докторка. Што имаш температура 40 и докторката дивна не ми даде упот за да се качам горе на детско одделение. Ние се качихме на детско одделение без упот и кога се качихме горе на детско одделение, ме праша кај ти е упото, викам докторката дивна не ми даде упот и не ми го прегледаа детето. За случајот од Кочанската општа болница со проширена дејност истакнаа дека истиот ќе биде детално истражен. Доколку се констатираат некакви повреди во врска со работниот ред и дисциплина од страна на било кое вработено лице во нашата установа, ќе биде поведена соодветна дисциплинска постапка. Воедно ја известуваме јавноста дека пациентите и нивната здравствена заштита се врвен приоритет на специјалистичкиот и менаџерски тим на општата болница во Кочани и доколку се утврди дека станува збор за неукажување на прва помош, потенцираме дека истото нема да биде толерирано и ќе се изречат санкции предвидени со закон, велат од Кочанската општа болница со проширена дејност.